Со повеќе од 8.000 починати за една недела, Европа го забележа најцрниот седмичен биланс од средината на мај. Континентот кој се соочува со вториот бран од пандемијата, во неделата го мина прагот од 250.000 починати од компликации предизвикани од COVID-19. Ширум Европа веќе се воведени серија на рестриктивни мерки. Италијанскиот премиер Џузепе Конте најави дека поради влошената епидемиолошка состојба, работното време на кафулињата и рестораните ќе биде ограничено, а градоначалниците ќе имаат овластување да затворат плоштади и јавни места по 21 часот. Protocolli di sicurezza. Ние мораме да посветиме внимание каде падна нашиот гард, на роднините и пријателите. Во овие ситуации потребна е максимална предпазливост. Рекорден број на случаи на COVID-19 се забележени во Франција за време на викендот, а поради зголемувањето на бројот на заразени, воведен е полициски час од 21 до 6 часот наутро, кој ќе трае најмалку еден месец. Во Германија, канцеларката Ангела Меркел ги повика луѓето да останат дома и да избегнат патувања. Барам од вас да се воздржите од секое патување кое не е апсолутно неопходно, од секоја прослава која не е неопходна. Знам дека ова не само што изгледа тешко, туку во одредени случаи представува и голема жртва, но ова мораме да го направиме барем привремено и што е најважно, тоа го правиме за нас. Сите барови и ресторани во Белгија се затворени 4 недели, а полицискиот час е во сила од полноќ до 5 наутро. Во Ирска денеска ќе бидат презентирани нови мерки, а се претпоставува дека ќе бидат затворени одделни продавници и компании. Чешка се уште не одлучила дали да воведе карантин, иако забрзано расте бројот на заразени, а новите рестрикции кои ги најави чешката влада извадија илјадници луѓе на улиците на Прага. Полицијата мораше да употреби водени топови врз демонстрантите кои бараат да се укинат рестрикциите. И Шведска, која долго време се спротивставуваше на рестриктивните мерки, размислува да воведе одредени ограничувања. Во текот на неделата, главниот епидемиолог во државата ќе се сретне со представници на владата за да разговара за воведување на нови мерки поради зголемениот број на случаи на заразени во Стокхолм. Полициски часи во Словенија, откако беа регистрирани 537 нови случаи на COVID-19. Словенечката влада повторно прогласи епидемија, а министерот за внатрешни работи соопшти дека од вторник во земјата ќе биде воведен полициски час кој ќе трае од 21 часот па до 6 часот наутро.